Здраво! Јас сум Никола Поповски, универзитетски професор и економист. Темата што сакаме денес да разјасниме е задолженоста на државата. Ако за неа не разговараме прецизно, можеме да дојдеме до погрешни заклучоци. Зошто? Затоа што ако од една страна го гледаме неговиот апсолутен износ, тогаш можеме да констатираме дека јавниот долг се зголемува. Но ако го гледаме неговото учество во бруто домашниот производ, тогаш тој се намалува. Овие два податоци се различни и треба се разјаснат. Но прво да ги објасниме поимите јавен долг и бруто домашен производ. Јавен долг е збирот на се она што должи владата, државните и општинските јавни претпријатија и трговски друштва, како и општините заедно со град Скопје. Бруто домашниот производ или скратено БДП е буквално се што е произведено или дадено како услуга во државава во рок од една година изразено во пари. На 30 јуни 2023 година, например, вкупниот јавен долг на Македонија изнесувал 8 милиарди 337 милиони евра и представувал 57,9% од македонскиот БДП. Но тука исто така постојат одредени проблеми што произлегуваат од толкувањето на учеството на јавниот долг во бруто домашниот производ. Номиналната вредност на јавниот долг е јасна и недвојбена категорија и таа сметководствено е прецизна. Например, јавниот долг растел од 6 милиарди 483 милиони евра во 2020 година, преку 7 милиарди 135 милиони евра во 2021 и 7 милиарди 703 милиони евра во 2022 година до 8 милиарди 337 милиони евра во јуни 2023 година. Очигледно е дека јавниот долг расте, но спротивно на тоа неговото учество во БДП, што е многу порелевантен податок, е намален. Тоа се должи на растот и на БДП, но и на тоа дека номиналниот раст на бруто домашниот производ заради инфлацијата исто така забрзано расте. Затоа, номиналниот БДП најчесто расте со растот на инфлацијата, иако реалниот БДП може да стагнира, па дури и да се намалува. За да се разбере полесно, инфлацијата ја зголемува вредноста на номиналниот бруто домашен производ. Затоа што ако инфлацијата расте, тогаш вредноста на произведените стоки и услуги изразена во пари се зголемува. Но едновремено може да не се зголеми количеството на произведени стоки и услуги. Например, во една година македонската економија произвела 100 различни единици на стоки и услуги и тие имале вкупна финална вредност од 1000 денари. Тоа во нашиот поедноставен пример е бруто домашниот производ. Ако наредната година инфлацијата е 15%, 100 произведени стоки и дадените услуги би вределе 1150 денари. Од ова се гледа дека реалниот обем на економијата не пораснал. Таа се уште дава ист број на стоки и услуги, но нивната вредност на пазарот заради инфлацијата пораснала, односно се зголемил номиналниот бруто домашен производ. Може да се случи производството од една економија дури и да се намали, но вредноста на номиналниот бруто домашен производ да се зголеми, бидејќи во услови на инфлација тој е изразен во пари. Од друга страна, јавниот долг иако е номинален, со промена и со раст на инфлацијата тој не се зголемува и останува на вредноста по која е емитуван. Од тука може да се случи вредноста на јавниот долг да не се промени, но неговото учество во бруто домашниот производ да се намали. Во јавноста може да се презентираат различни аспекти на состојбата со јавниот долг во зависност од тоа дали сакаме да го представиме како растечки во неговата апсолутна вредност или опаѓачки преку неговото релативно, односно процентуално учество во бруто домашниот производ. Таа можна конфузија се надевам дека со ова видео ја објаснивме. Довидување!